Почитувани, Куманово е општина на сите граѓани и без разлика на нашата различност, етничка, верска или политичка, ние действуваме заеднички за интересите на Куманово. Во однос на информацијата што изнесе директорот на ЈП Водовод Куманово Оливер Стојмановски на последната 12-та седница на Советот за состојбата и стариот долг со кој што се соочува ова предпријатие, на предлог на мнозинството во Советот на општина Куманово, едногласно од страна на сите советници од сите политички партии е изгласен следниот заклучок. Советот на општина Куманово донесе заклучок со кој ме задолжува мене како председателка на Совет на општина Куманово да побарам од владата да донесе одлука за обезбедување на финансиски средства на АД Водостопанство во државна сопственост за отпишување на стариот долг од 151 милион денари на ЈП Водовод Куманово по примерот на донесената одлука на влада од 21.12.2021 година за отпис на долг на ЈП КД Комуналец Струмица во износ од 84 милиони денари и долгот на ЈП КР Услуга Берово во износ од 6 милиони денари. Во дописот испратен до владата изразив уверување дека по примерот на овие две општини ќе донесат бараната одлука со што ќе му помогнат на Куманово. Упатувам благодарност до сите членови на Советот за поддршката на оваа иницијатива која е од особено значење на ЈП Водовод и на општина Куманово. Верувам дека за сите следни чекори кои треба да се преземат ќе бидеме сплотени со ист заеднички став, заедно залагајќи се за подобар живот на нашите сограѓани. Мораме да продолжиме да работиме тимски, заеднички, со грижа и голема посветеност на наше Куманово. Куманово заслужува еднаков третман, како и другите општини во Републиката. Затоа очекуваме позитивна реакција од владата на РСМ. Благодарам. Кога е поднесено ова барање? Кога го доставивте до влада? Ова барање е поднесено веднаш по седницата на 2.9.2022 година за отпис на долгот, на стариот долг на ЈП Водовод. Така, немате повратно? Немаме се уште, да. Затоа и алармираме малку повеќе преку медиуми, ако може да пренесете, за да бидат свесни на состојбата на стариот долг, затоа што и новите долгови веќе почнуваат покрај енормното покачување на кризата да се акумулират на ЈП Водовод. А веќе има отпишано долгови на две општини, значи по ист примерок бараме и во општина Куманово, односно за јавното предпријатие да се постапи од страна на владата. Дали може директорот да ни даде изјава каква е состојбата? Имаше најави дека од 1 септември ќе има исклучување и на пречистителната станица, на бунарите, на некои од битните инфраструктурни објекти. Дали тоа се реализираше? Значи, на 18.8. бевме исклучени. Административната зграда и напатните центри беа исклучени со времена мерка донесена од Основниот суд Куманово. 1.9. се повторно приклучени на дистрибутивната мрежа на ЕВН и како снабдувач во крајен случај сме префрлени преку ЕВН. Тоа што значи во овој момент? Во овој момент значи дека цената на електричната енергија ќе биде за 50% поголема од она што е на берзата, затоа што тоа е така и согласно договорот со ЕВН, кој што на цената на Хупекс берзата додаваат маржа од 50%. Ако цената по мегават час е моментално околу негде 800 евра, за ЈП Водовод Куманово во сметката за месец септември ќе биде 1200 евра мегават час. Што значи тоа за вас? Тоа значи дека очекуваме за месец август негде сметка за струја некаде околу 11-12 милиони, а за месец септември ќе биде сигурно околу 15 милиони. Ако земеме во предвид дека за истиот период лани сметката изнесуваше негде околу 1.200.000 до 1.400.000 денари, можете да замислите колку е зголемувањето. Инаку ЈП Водовод Куманово во рамките на своите можности плаќа одредена сума на електрична енергија. Например, ако сме плаќале по 1.200.000, сега плаќаме некаде помеѓу 2,5-3 милиони денари, што исто така е големо зголемување, затоа што работиме, знаете, сите под блокада веќе со години
и тоа е она што можеме да го поднесеме. Се преку тоа е веќе алармантна состојбата. Инаку водоснабдувањето во градот и пречистителната станица моментално работат редовно, значи без никакви застои или проблеми. Овој проблем е сега бев на состанок на АТКО, значи е воопшто во цела Македонија. Значи сите предпријатија се соочуваат, не е проблем само веќе Куманова. Некои предпријатија доаѓаат веќе во проблем со исплата на плати, најавуваат прва мерка што ја најавуваат сите ги биде исклучување на пречистителните станици, што ќе доведе до еколошка катастрофа. Бараме помош од владата како она што го предложивме ние да бидеме третирани како домаќинства од втора категорија со цена некаде околу 5,2-3 денари по киловат час. Тоа е она што можеме да го поднесеме и е поголемо од пред кризата, поголема е цената од киловат час од пред кризата. Доколку не добиете подршка од владата, од општината, дали следниот чекор ќе биде зголемување на цената на водата за да ги покриете? Значи има и таква иницијатива, само тоа не зависи од нас, тоа зависи од регулаторот, пошто регулаторот ја уредува цената и ја донесува, значи на наше доставено барање регулаторот ќе треба да ја дефинира цената. Ви благодариме. Фала и на